почитувани присутни и представници на медиумите. Добре дојдовте на денешната пресконференција, на која официјално ќе бидат соопштени информации поврзани со Струмичкиот карневал 2026, како и програмата за неговото одржување. За таа цел, со особена чест и задоволство, го поканувам градоначалникот на општина Струмица, господинот Петар Јанков, да ви се обрати. Повелете. Почитувани представници на Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Ми представува особена чест што овде на денешната пресконференција ја најавуваме програмата за Струмичкиот карнавал за 2026 година. Струмичкиот карнавал е манифестација базирана на нашата вековна традиција, символ на Струмица и препознатлив белег на нашиот културен идентитет. Ова наша жива традиција со векови ги обединува граѓаните, ги привлекува посетителите и ја промовира Струмица како град на културата и креативноста. Струмица вложува надеж во нова енергија која карнавалот годинава ќе ја добие со новиот организационен одбор. Како и нивните претходници, така и сегашните, ова година пристапија со големо внимание и одговорност во подготовките. Затоа струмичката јавност очекува нивната работа да донесе свеж пристап и квалитетна програма, да донесе уште поголема видливост на карнавалот во земјата и надвор од неа. Со заедничка работа, посветеност и љубов кон традицијата, општина Струмица и оваа година ќе продолжи да јакне Струмичкиот карнавал како настан кој не обединува и со гордост ја представува Струмица во светот. Ве поканувам и оваа година од 18 до 25 февруари сите заеднички да допринесеме за уште едно незаборавно издание на Струмичкиот карнавал. Ве благодарам. Ви благодариме. Збор има и Тањкица Стојанова, председател на Организацијскиот одбор на Струмички карнавал. Тоа што сме овде, упатвам голема благодарност до градоначалникот на општина Струмица, господинот Петар Јанков, за досегашната поддршка и соработка. Годинава карнавалот почнува на 18 февруари, тоа е во среда. Во 18 часот е свечено отварање на карнавалските денови со примо предавање на клучот на градот на карнавалистите од страна на градоначалникот. Потоа во 19 часот имаме изложба на карнавалски маски на Цветко Багашовски во Градската уметничка галерија. Продолжуваме во четврток, во 12 часот има објавување на резултатите на конкурсот на тема карнавал од библиотеката Благој Мучето и во 19 часот имаме мал новитет годинава. Наместо концерт под маски имаме карнавалски мюзикал во Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Потоа во 21 часот имаме во петок во 21 часот имаме маскимбал и избирање на принц и принцеза на карнавалот кој што секоја година е добро познат, кој што го предводат карнавалската поворка. На 21 во сабота во 16 часот имаме прием на представниците на ФЕК и представници на карнавалските групи од странство. Тоа ќе се случува во Градската галерија на плоштадот. Од 18 часот почнува интернационалната карнавалска поворка од булеварот Маршал Тито, која што е добро позната траса, до плоштадот Гоце Делчев и годинава имаме едно мало така мали измени. Во 21 часот почнува концерт кој што ќе биде за забава, организирано за забава со карнавалските маски и публиката која што ќе бидат таму и ќе останат. Во недела во 11 часот е традиционалниот детски карнавал, со тоа што го назначуваме денот прочка, и на 23 во понеделник имаме пресконференција во 12 часот, објавување на резултатите на наградените маски во Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Во 13 часот е добро познат традиционалното варење на Белграф, тоа е на плоштадот Гоце Делчев во Струмица, и во 19:30 изложба на карикатури и афоризми на темата карнавал и доделување на наградите исто така во Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. На 24 во вторник имаме во 19 часот карнавалско корзо и во 19:30 доделување на наградите од Интернационалната карнавалска вечер во Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Во среда, на 25 всушност е и последниот ден од карнавалската недела, во 12 часот има одбележување на тримерските обичаи со постна трпеза, повторно во Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица, и во 13 часот имаме свечено враќање на клучот од карнавалистите на градоначалникот.
годинава сметам дека имаме ставено неколку нови теми во Струмичкиот карнавал, со тоа што се надевам дека струмичката публика ќе ужива. Од тие некои измени имаме сега, на 15 јануари, тоа е за неколку денови, Василчерски коктел со карнавалските групи, кој што претходно традиционално се одржувало пред Нова година, како предновогодишна забава. Годинава решивме дека традиционално треба тоа да го направиме по повод празникот Сурвак, бидејќи имаме маски и сето тоа. Ви благодарам, градоначалниче, за досегашната сработка. Благодарам вас. Благодариме, почитувани присутни, доколку имате прашања, повелите.